Атанас Спасов од Струмишко проценикува го наводнуваше засејаниот зеленчук под пластеници. Има само 7 декари собствено земјиште. Останатото го зема под закуп од сограѓани кои не го работат или од иселеници. Вели, ако државата распише оглас за распределба, ќе аплицира, оти основната дејност и извор за екзистенција му е земјоделието. Под наем земам ниви едно 10 декара, немам од државата ништо да добивам. Арно да има, например, државно, по-ефтино ќе го плакаме, така на приватната даваме и по 100 евра на декар. А така ќе си земеме државно по-ефтина цена и ќе си работиш стално. Немаме тука, во нашето село нема и површини, сега среќа тия страници што видеа многу оставија ниви, иначе немаме поле и плакаме скапи наем, под наем ниви. Државно земјиште не може да користиме ништо. А доколку има, би аплицирали? Да, би аплицира да земам, да си работам стално на 20 години, 30, например. Асоциацијата на земјоделци побараа државата да го понуди целото расположливо државно земјоделско земјиште за полједелски култури. Во Струмишко, земјоделците што ги контактиравме, кажа дека им е потребно дополнително земјиште пред се за производство на храна. Ако дават за житарица, ќе земе, ќе аплицира. За житарицата, ако дават, ќе видиме, ќе аплицираме, али как ќе видиме. Дали ќе добиме наред. Па зашо да не, ако има, зашо да не. Оти скапо всичко веќе, ние плаќаме најм 50 до 100 евра од декар. Јас да ти кажам, немам ништо врз мене, јас се го работам това като наем. Немам врз мене земна. Би аплицирала ако се распише? Обавезно това, обавезно. Од Министерството за земјоделство соопштија дека се прават анализи и наскоро ќе бидат понудени околу 12.000 хектари земјоделско земјиште за полједелски култури. Добро упатените тврдат дека освен што ќе се издава ново земјиште, треба да се направи контрола на веќе издаденото, оти во голема мера тоа не се обработува. Во Струмишкиот регион нема поголеми парцели државно земјоделско земјиште кои што би им се понудиле на земјоделците за производство на храна. Во Струмишко поголем е проблемот што добар дел од земјоделското земјиште стои необработено. Младите заминаа во странство, а на нивите останаа само повозрасните.